Ау, ја ќе умирам. Нема збори да искажам. Тажно е. Премногу е тажно. Здрав човек тоа не го прави. Трагедија во Штип, ноќеска е убиена 84-годишна мајка од сопствениот син. Според информациите на Министерството за внатрешни работи, инцидентот се случил околу 2 часот на полноќ во семејниот дом во Штип. Со остар предмет синот нанел убодна рана на неговата мајка, пошто таа починала. Штипјени во шок и неверување, потресени и вознемирени. Вела дека човештвото излегува од контрола. И не само анкетираните во голем шок се и соседите, кои со големо неверување не сакаа да разговараа пред камерите на нашата телевизија. Велат убиената мајка ја пометат пред секако добронамерна жена, која како и сите мајки мислела само добро на своето чедо. Ние од Турција гледаваме телевизија, се така, се и тука излезе. Страшно е. Страшно е, многу. Игран, пари нема, сака комарджи, има комар играт. Не знам ја те стара мајка имам кај мене. Ја чувам, зашо мајка да се убие? Превише. Не се е во случило, јас сум над 70 години, не памтам. Имала е некои случаи инцидентни, меѓутоа работило се за болест, а ово, сега не може да бидеме ума на секој. Мајката не ли е едно свето нешто? Најсвето на свет. Творила ти пат за живот, И ти? на крај да потегнеш. Сигурно се другираши. Другират се по цел ноќ, не спијат. Како не е тажно син мајка да убие, тоа е голема така. Дител, тоа е немогуче. Се кој тоа не го прави, само тие другирашите може да го прават тоа што не е у себе. Жално е, неубаво. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, лицето е приведено и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе биде поднесена кривична пријава по итна постапка. Денеска во 4 часот и 15 минути во Штип, полициски службеници од СВР Штип го лишиле од слобода 54 годишниот СЗ од Штип. Тој се сомничи дека околу 2 часот во семејниот дом во Штип со остар предмет и нанел убодна рана на неговата 84 годишна мајка, пошто таа починала. Лекарот итна медицинска помош констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телото на починатата било дадено на обдукција. Увид на лице место извршила екипа од секторот за внатрешни работи Штип под раководство на јавен обвинител, при што остриот предмет бил пронајден и одземен за понатамошна постапка. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе биде поднесена кривична пријава по итна постапка по член 123 став 2.2 од Кривичниот законник. Инаку ова не е прв случај на убиство во Штип. Минатата година беше убиена и младата штипјанка Емилија Пешева, а убиецот доби доживотна затворска казна.